Вице-премиерот Наумовски ги отфрла шпекулациите дека владата размислува за привремен прекин на преговорите со Грција. Дека диалогот за решавање на спорот мора да продолжи без разлика на се, смета и евроамбасадорот ФУЕРЕ. How do you comment the announcement of suspension of the negotiation? I haven't heard that at all. As I've always said, and as the European Union leaders have all said, the best way to resolve these issues is through dialogue. Преговорите се водат во рамките на Обединетите нации. Ние немаме намера да ги водиме преговорите преку медиумите, туку онаму каде што има местото во рамките на оваа меѓународна организација. Обединетите нации се уште не ја коригирале личната карта на Македонија. Графата за јазик и понатаму стои испразната и покрај ветувањето од Бан Ки Мун дека техничкиот пропуст итно ќе биде отстранет. Наумовски одговорноста за скандалот ја лоцира кај грчките административци во Обединетите нации. Колку и да се обидуваат, реалноста на постоењето на македонскиот јазик не може да ја променат. Едноставно, македонскиот јазик е неизбришлив. Македонскиот јазик постоел, постои, ќе постои, се дека постои и последниот македонец кој што ќе зборува на македонски. Преземени се сите дипломатски активности и поднесено е барање до кабинетот на МУН и генералниот секретаријат, информираат од МНР. Македонската мисија во Њујорк добила уверување дека итно ќе биде коригирано ваквото неовластено интервенирање во личната карта на Македонија. Обединетите нации тврдат дека не ја менуваат политиката и воспоставената пракса. Сепак останува мистерија кој го избришал македонскиот јазик од официјалната веб страница. Коинциденција, технички пропуст или уште една саботажа не се знае, но од денеска не функционира ниту домашната страница на Македонија на листата на држави членки на Обединетите нации. На истиот сајт во делот на UN Data, наместо за Македонија пак се појавува профилот на Авганистан.